Почитувани ученици, драги дечиња од четврто одделение, јас сум Иле Вишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малокоњари од општина Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе ни биде да се запознаеме со техниката на изведба на колот назад. Најпрво да видиме што представува гимнастиката. Гимнастиката е спорт во кој се изведуваат физички вежби за кои е потребна комбинација на физичка сила, брзина и кондиција, каде што се развиваат моторички вештини и способности како што се флексибилност, спретност, сила и издржливост. Сите овие способности заедно се вклопени со акробатски вештини кои ги изведуваат подеднакво и машките и женските. Што представуваат колутите? Колутите се кружни движења. Нивната траекторија се карактеризира со почеток и крај на едно составено од повеќе движења. Од исправен став преку чучнување за вземање на најоптимална положба за почеток на движењето, поставување на рацете, премимо кружно движење, тркалање преку теме или грб и доаѓаме до појдовната положба и исправање. Како е техниката на изведба на колут назад? Изведбата на колут назад е следна. Стоиме исправени, со рацете нагоре и свртени со грб кон насоката на движење. Го спуштаме телото во чучната положба. Потоа се наоѓаме во свиткана форма, легнат на грб со движење према назад. Рацете ги поставуваме позади главата. Ги движиме нозете према назад со кружна траекторија на движење. Импулсот на силата доаѓа од рацете кои допренесуваат од кружното движење на назад, повторно да се дојде во чучната положба. Потоа се исправаме свртени со грб, ги подигаме рацете нагоре за да ја стовариме тежината на двете стопала. На сликите можете да видите како е постапката за изведба на техниката на колут назад. За да ја осовршиме изведбата, можеме да направиме најразлични вежби за колути. Например, постепено и систематски да ги осложуваме вежбите и тоа. Изведба неколку колути споени нанапред, потоа изведба неколку колути наназад и комбинација од колут напред и колут назад. И благодарам на вниманието, се гледаме на следниот час. Довидување.